Банките се уште пресметуваат колкава камата да предложат за кредитите од унгарскиот заем. По вчерашниот состанок на министерката Димитриевска-Кочовска со банките, преговорите продолжуваат и викендов. Владата е оптимист дека ќе се постигне договор за камата која ќе биде најповолна за фирмите. Банките според изјавите на владините представници ја поместиле првичната позиција од стапка 3,25%. Премиерот Мицкоски потврди дека банкарите имаат нова позиција и се разговара за кредитниот ризик за стопанството. Ние сакаме бизнисот да добие што е можно пониска каматна стапка. Ние рековме овие 3,25 ги плаќаме ние како држава. Можеби состојбата на пазарите финансиски ќе биде таква да за 2-3 години издадеме евроврзница за каматна стапка од 1-1,5%, па ќе ја земеме, па ќе го вратиме порано кредитот. Тоа е наша одлука како влада. Ние сега преговараме со банките за онаа каматна стапка што ќе плаќат компаниите, односно бизнисот, економијата. И нула нас ми одговара нула. Да не плаќаат ич. Да добијат пари, да вложат во својот бизнис и потоа да креираат нови работни места. По состаноците со банките, поединечно министерката за финансии соопшти дека тие се согласуваат на рочноста, односно да нудат кредити со рок на отплата до 15 години со грејс период до 3 години. Според досега познатото, секоја компанија ќе може да аплицира во банка по избор и потоа развојната банка ќе трансферира пари до таа одредена банка. Од бизнис коморите веќе го поздравија потегот на владата за вбризгување пари во економијата. Тие со нетрпение ги очекуваат парите и порачаа банките да се однесуваат разумно. Ако е каматата 3,25, не може да земи провизија така, некоја баснословна сума. Бизнисот, мислам дека овој пат ќе чари. Нема каде да оди, едните треба да се постојано докажуваат, другите се на почеток на мандатот, а ние сме тие што треба да искористиме тие средства на најадекватен начин. Тоа значи дека и понатака извозот да остане приоритет број 1, да со тоа се подобри продуктивност и иновативност. Овој кредит во однос на рочноста е поповолен во однос на комерцијалните, исто така во однос на класичните комерцијални камати 3,20 е добра камата, така да ние од приватниот сектор очекуваме дека овие средства ќе ги добиеме преку развојната банка и комерцијалните банки и ќе биде еден стимул за понатамошни инвестиции, развој, нови работни места и креирање на ново додадена вредност. Инаку заемот од Унгарија е во висина од 500 милиони евра. 250 ќе завршат во општините за капитални проекти, останатата половина како кредитна линија за бизнисот. Владата повеќе пари бараше од банките кои пак бележат астрономски профити на нивното конто да бидат солидарни и да понудат пониски камати.